Почитувани гледачи, добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов. Господине председателе, една од вашите главни определби како шеф на државата е да се надминат поделбите во Македонија. Меѓутоа, според последните политички случувања, се чини далеку сме од единство. Кому му одговара такво неединство? В услови на демократија вообичаено сите поделби да излезат на површина. И партиите тоа го промовираат и тоа е пред се во доменот на партиите. Така да сето она што било во минатото создава и доаѓа од минатото, создава поделби кај нас. Она што не обединува доаѓа од иднината, доаѓа од онас што е стратешка цел и определба на Македонија да биде членка на Европска унија и НАТО. Така што сите оние што се обидуваат да ја попречат таа иднина на Македонија, секој пат единството на нив не им оди во прилог. На неодамнешната неформална средба на вашата покана не се одзва двајца лидери на албанските партии од опозицијата. Тие дадоа некои своји образложенија зашто не дошле. Каква е вашата оценка? Дали е можна ваква средба во комплетен состав? Тоа беше чисто неформална средба. Сакав да се видам со најодговорните луѓе во државата, да размениме информации, да искажеме собствени ставови по одредени прашања што ги имаме. Така што нивното неприсуство само на една нивна штета, затоа што се ускратени од одредени сознанија, взаимни информации, да споделиме одредени наши сознанија. Така што ако не се појават на вакви неформални средби, не знам како би се однесувале тогаш кога би имале навистина потреба од средба, кога треба да изградиме некој став кој е на државно ниво, кој треба да се усогласат одредени разлики кои постојат, а треба да државата да настапи единствено по некои прашања. Така што може би им смета дека таквото нивно постапување е во корис на некоја идни избори кога нивните гласачи на тој начин ги придобиле, укажувајќи дека еве тие заземат поинакви ставови од она што е став на другите лидери во Македонија. Што според вас е најголема опасност за стабилноста и безбедноста на Македонија? Па ако ја согледаме каква беше состојбата во регионот пред 20 години, каква беше пред 10 години, ќе видиме дека има драстични промени. Дека навистина како држава бевме изложени на сето она што беше изложени регионот. Меѓутоа состојбите сега се менуваат, но остануваат сиви зони, остануваат поединци кои се обидуваат од оној начин како функционирале во минатото, тоа да го и прават и сега. Така да со сето она што е изложена секоја земја на планетава, тоа сме изложени и ние. Има луѓе, поединци, криминални структури кои не им одговара поредок и владење на законот. Сакаат во тие сиви зони да остваруваат профити, сакаат да се бават со илегални активности, сакаат да едноставно профитираат од тоа што нема на одреден дел во регионот поредок. Така што мислам дека таквите закани постојали, ќе постојат, ќе ги има поединци, ќе постојат криминални структури, ќе постојат некои што сакаат едноставно да создадат некоја представа дека целиот регион е се уште во нестабилна состојба. Меѓутоа, гледате, многу брзо се менуваат состојбите, многу брзо се создава единство да се создаде во целиот регион една стабилност која е неопходна да целиот регион ги ужива благодетите влегувајќи во евроатлантските интеграции. Поради спорот со Грција, Македонија е надвор од НАТО и се уште не ги почнала преговорите со Европската унија. Се чини Грција нема намера да попушти. Каде го гледате излезот? Излез постои. Затоа постои билатералната спогодба и затоа е таа донесена за Грција да не го попречува нашето интегрирање. Меѓутоа не видов дека постои желба и на некој начин притисок врз Грција да го почитува она што го прифатила и што го подпишала. Друга солуција е да Грција конечно признае реалноста, дека постои држава Македонија, постои македонски народ и постои македонски јазик. Меѓутоа, за жал, се уште имаме политичари во Грција кои ја користат реториката од студената војна и ги подигат стравовите и предрасудите кај нивното население, дека со тоа што постои држава Македонија, постои опасност за нивната територија, за нивниот идентитет. Така што, мислам дека во 21. век такви прашања да се отварат и на нив да се профитира е несериозно. Ние покажавме дека сме за добрососедски односи.
Поради тоа го сменивме и знамето, го сменивме и уставот. Еве, во процесот што се одвива во Обединетите нации, за да може да доеме до некое решение кое ќе биде взаимно прифатливо, ги возложуваме сите наши напори и сме конструктивни. Меѓутоа, од другата страна не гледаме таков сигнал и таква посветеност. Веројатно сметат дека треба да го одлагат ова прашање и се додека настапуваат од позиција на сила, ќе имат моќ да го спречат нашето интегрирање во евроатлантските структури. Има ли Македонија алтернатива доколку Грција не прифаќа компромис и земјава остане надвор од Европската унија и НАТО? Сета наша енергија, сета наша визија, сета на она идеја што нас не обединува е токму НАТО и Европската унија. И затоа ние бевме посветени и ги исполнувавме сите критериуми и за НАТО и за Европската унија. Фактички тоа го мобилизираше нашето општество и нашите институции. И бевме ревностни да ги исполниме сите оние стандарди, критериуми, принципи и вредности што се бара од нас. Така што ние едноставно не бараме ништо повеќе она што се бара од другите држави, нити помалку. Меѓутоа, навистина сме од нашиот сосед доведени во состојба да се јавуваат одредени структури да барат алтернативи. Не постојат алтернативи за нашиот регион, освен за она што сме се определиле. Навистина светот многу брзо се менува. Доаѓаат нови актери на политичка сцена. На глобален план се јавуваат нови актери и нови процеси. Меѓутоа, имаме ние генерална определба и истрајуваме на неа. И затоа настојуваме на секој начин, преку овој процес што го води господинот Нимиц, да дојдеме до некое решение кој ќе биде взаимно прифатливо решение. Меѓутоа, не можеме да прифатиме решение кој ги нуди Грција да ни се пласираат како взаимно прифатливи решенија. Односно, грчките предлози да ни се представат дека треба да бидат и наши предлози. Дали има притисоци врз Македонија и врз председателот лично од меѓународните фактори да се најде компромис со Грција? Имаме постојано средби, имаме контакти, имаме навистина гости. Во контакт сме и комуникација со сите што се надлежни и за процесот во НАТО, интегрирањето и во Европска унија. Меѓутоа, отворен притисок не постои. Постои укажување дека треба да се дое до решение. И ние сме свесни за тоа дека мора да се дое до решение и затоа им велиме, ние сме тие што имаме потреба од решение. Грција нема потреба. Затоа што и не чувствуваме дека Грција прави нешто да се дое што побрзо до решение. Не зи одговара. Може би одна стратегија што имала кон Кипар ја применува и кај нас, го доголекува проблемот, го едноставно создава амбиент дека тоа треба да трае, се доека не се создадат услови да дое до нешто што ќе им биде во нивна корис. Меѓутоа, ние правиме се навистина да укажеме дека меѓународното право, она што е во резолуциите на Обединетите нации, она што е во повелбата на Обединетите нации, како важи за сите, треба да важи и за нас. Затоа што, навистина, како држава, имаме и ние потреба од достоинство, од гордост и почитување на она што е меѓународен поредок. За жал, многу малку се наоѓа на разбирање кај одредени структури во Грција. И затоа тоа го усложнува и го отежнува процесот, затоа што тоа што пред 20 години се обиделе и успеале да ја заведат меѓународната јавност, се уште трае кај некои структури, се уште е доминантно, затоа што Грција има можност сите ставови да ги искажува, од председателот Обама, од на господината Меркел, од сите премиери и председатели во Европа, затоа што се внатре во институциите. И тие кога доаѓаат, нас не ги пресуват нивните ставови. Ние велиме, дозволете и ние да го кажеме нашиот став, да кажеме нашата позиција и потребата за она што е неопходно за оваа држава. Господине председателе, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.